Денеска православната црква ги празнува светата маченица Анисија, преподобната Теодора Цариградска и светиот апостол Тимон. Светата маченичка Анисија родена е во Солун од угледни и богати родители и воспитана во Христовата вера. Рано останала сираче и сета се предала на богомислие и на молитва во својот дом. Воодушевена од љубовта Христова често говорела: "О лажен животу на младите, зашто или соблазнуваш или самиот се соблазнуваш? Подобра е староста, но тага ме обзема заради должината на времето што ме дели од небесните." Потоа го продала сиот свој имот и го разделила на тие што немаат ништо, а самата живеела од трудот на своите раце. Држела строг пост, спиела многу малку и непрестајно пролевала солзи на молитва. Кога ја совладувал сонот, таа си велела: "Опасно е да спијам кога мојот непријател бдее." Во тоа време лошиот цар Максимијан издал проглас дека секој може да убие христијанин каде што ќе види или ќе сретне без суд или осуда. Еднаш оваа света девојка излегла на улица за да оди в црква. Тој ден бил незнабожечки празник на сонцето. Некој војник ја видел прекрасна на лицето, па и се приближил со нечиста желба и ја прашал за името. Таа се прекрстила и со крст му рекла: "Слугинка сум Христова и одам во црква." Кога дрскиот војник се приближил повеќе и почнал безумно да и говори, таа го оттурнала и му плукнала во лицето. Војникот ја удрил со мечот под ребрата и ја прободел. Оваа света девица пострадала во 298 година и од христијаните била чесно погребана, а од Бога во небесното царство со венец на слава била овенчана. Над нејзиниот гроб била изградена црква. Tenena, tenena, terirerem, tenena, tenenanem, terirerem, teririrerem, teririrerem, tenena, tenena.
преподобната Теодора Цариградска, монахиња и послушничка на светиот Василий Нови. По смртта му се јавила на светиот Григори, ученикот на Василий, му ги опишала сите 20 митарства низ кои низината душа поминала, додека со помош на молитвите на светиот Василий не влекла во вечен покој. Се представила на 30 декември 940 година. Светиот апостол Тимон, еден е од 7 ѓакони и од 70 апостоли, поставен за епископ Батрски во Арабија. Тој го проповедал Евангелието и претрпел многу маки од незнабожците. Бил фрлен во оган, но останал неповреден. Најпосле завршил распнат на крст и се преселил во Царството Христово. Достойно est Iacovo istinu, blažititja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i Mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravnenija serafim, bez istlenija Boga slova rošuju, suštuju Bogorodicu, tja